По сите остварени контакти, телефонски разговори со затворениците, тие се уште стојат на барањето дека не се откажуваат да се одобри од страна на државата амнестија. Денешните протести најавени од нивна страна најверојатно е да се покрие веста од страна на помилувањето на претседателот, да се скрене внимание на јавноста. Ние денеска пуштивме еден од затворениците да го слушнеме неговото мислење, каде што заклучивме дека сепак ова е една од местенките од страна на власта и директорот. Тие не се задоволни од помилувањето на претседателот, се жалат на превисоките казни за делата за кои што се осудувани, на лошите услови, на митото и корупцијата, на одредени привилегирани луѓе кои што ги пуштат на викенди во полуотворено или во отворено. Нашите очекувања од оваа власт се очигледни, значи амнестија не може да постои за лица кои што не се партиски или лица кои што не може да платат од 2000 до 5000 евра, да се најдат на списокот на помилувани осуденици од страна на претседателот или од страна на оние ингеренции кои што ги има директорот, дека има право да помилува и до 90 дена. Значи може да се случи еден осуденик годишно да биде помилуван и 2 пати, а странски државјанин кој што своја казна излежува 10 години да нема ни викенд посета на своите семејства. Значи, навистина треба државата сериозно да го свати овој проблем и да го реши, дека затворите се катастрофално пренатрупани, лоши услови, мито и корупција. Значи, да се вратиме, има протест внатре или нема? Зошто нема? Дали е загушен Најверојатно бунтот? е загушен бунтот или има одредена група која што сакала да започне бунт во затворот, меѓутоа знаете и самите дека оваа власт не може ништо да дозволи, ќе бидат повторно казнети, фрлени во кели и преместувани од еден во друг град. Но во секој случај, како и да е, овие луѓе после 15 години ги следува амнестија. Мора нешто да превземе државата, да ги среди условите, бидејќи не можете вие 2000 затвореници во простор каде што капацитетот е за 900 да ги држите, значи овде може да се шири голема зараза.